Утрински стихови од Библијата. 16 септември. Мир. Мир ви оставам. Мирот свој ви го давам. Јас ви го давам, но не како што дава светот. Да не се плаши срцето ваше, ниту да стравува. Јован 14:27. Кога го примаме Христос како постојан гостин во душата, Божиот мир, што го надвишува секој разум, ќе ги сочува нашите срца и мисли во Исуса Христа. Животот на нашиот Спасител на земјата, иако исполнет со судири, бил живот на мир. Никаква бура на човечкиот или сатанскиот гнев не можела да го наруши мирот на неговата совршена заедница со Бога. И тој ни вели: мир ви оставам, мирот свој ви го давам. Среќата што потекнува од овоземните извори е променлива, како што се променливи и различните животни околности. Но Христовиот мир е постојан и траен. Тој не зависи од околностите на животот, од големината на световните добра или од бројот на пријателите што ги имаме на оваа земја. Христос е извор на жива вода и среќата што потекнува од него никогаш нема да изневери. Христовата кротост, покажана во домот, ќе ги устреки сите домашни. Таа не предизвикува кавга, не возвраќа налутено, туку го смирува раздразнетиот темперамент, израчи со благост, што ја чувствуваат сите оние кои се наоѓаат во делокругот на нејзиното дејство. Секое земно семејство, во кое се негува кротоста, се соединува со големото семејство на небото. Христос е кнез на мирот и неговата мисија е да го врати мирот и на земјата и на небото, кој што бил нарушен поради гревот. Секој оној што ќе се согласи да се откаже од гревот и да го отвори своето срце за Христовата љубов, станува соучесник во овој небесен мир. Освен овој, не постои друг темел на мирот. Благодатта Христова, примена во срцето, го скротува непријателството, го стивнува раздорот и ја исполнува душата со љубов. Оној што е во мир со Бога и со своите ближни, не може да биде направен несреќен.